Добре дојдовте назад. Имаме една навистина актуелна тема, би рекол, што ја поставивме со професорот по трудово право, професор доктор Лазар Јовевски. Прво ќе му посакам добре дојде и ќе му кажам дека ми е чест да фактички мојот работен стаж во медиумот да го завршам со разговор со вас. Благодарам за поканата и навистина е моje задоволство што можам да јас бидам дел од вашата професионална приказна, барем за сега, барем овде. Благодарам, уште еднаш благодарам. Ја поставивме темата штрајк. Јас ќе кажам дека штрајкот е сама по себе како тема табу некако во нашето општество. Па ние токму така и се договоривме да поставиме темата, односно во прашална форма, дали се работи за табу тема или за работничко право. Ајде малку да дискутираме за ова. Па штрајкот секако според мене ги инкорпорира и двете нешта, односно секако е право од работен однос и тоа е уредено со Законот за работните односи. Меѓутоа, од друга страна, јас многу често велам дека штрајкот се јавува и како табу тема. И тоа пред се заради првиот аспект или контекст на нештата, а тоа е нормативната рамка, законското уредување на самиот штрајк. Значи, самиот Закон за работни односи предизвикува да во одредени аспекти за штрајкот се гледа и како табу тема. Зборам од правнички аспект. Граѓаните, вработените, работниците, секако штрајкот како термин, како право, како институт им е познат, но колку го практикуваат во пракса, тоа е сосема друго прашање. И ако ја гледате статистиката од осамостојувањето на Македонија, од 90-тите години, 91-та година, па наваму, се до денес 2020-та година, може да забележите дека всушност имаме многу мал број на штрајкови, особено по донесување на законов актуелен за работните односи. 90-тите години имаше одреден број на штрајкови, меѓутоа денес штрајковите значително се намалени или се одвиваат во една друга форма, во еден друг контекст, под еден друг назив. Така што штрајк како штрајк, во вистинска смисла на зборот, согласно Законот за работните односи, во последниве 10 години јас и не можам да се сетам кога имало типичен штрајк во одредена компанија или... Мислите дека причината за тоа е токму таквата поставеност на законот, самиот закон што е донесен, бидејќи нели малку од она што го дискутиравме, можеме да се согласиме дека е прилично неодреден самиот закон во овој однос. Точно. Јас би се сложил со вас во целост дека навистина штрајкот во законски рамки е неодреден, недоречен. Меѓутоа, од друга страна, за волја на вистината, ако ја гледаме дефиницијата на штрајк во самиот Закон за работни односи, ќе видиме дека тој е широко поставен во однос на тоа што може да биде предмет за штрајкување, односно за што може да се штрајкува. И според законот тоа се секој вид на економско-социјални права на вработените. Тоа е она за што се штрајкува. А кој може да штрајкува, ако го читаме законот и ако го толкуваме во одредена смисла како што е самата одредба, како што е самата норма, како што е самиот став, тогаш законот директно упатува дека штрајк може да организира синдикат на работодавач или синдикална организација, односно организација на работниците вели на повисоко ниво. Тоа значи организација, согласно законот, организација на работниците од пониско до повисоко ниво секогаш е синдикатот. Значи, со други зборови, законот упатува дека штрајк може да организира само синдикат. Ова на прв поглед може би некој би рекол па и не е спорно, нели, не е нешто тука што е нејасно. Не дека е нејасно, меѓутоа многу често во одредени компании нема синдикати. Особено во одредени гранки како што е текстилната, например, ќе ја земам. Има и други, но еве таа ми дојде прва наум. Одличен пример. Како ќе би организирале тие штрајк, законит штрајк, законски штрајк, ако законот директно вели дека штрајкот го организира
синдикатот А тие или немаат. или организација на работниците на повисоко ниво. Организација на работници на повисоко ниво е повторно синдикат, синдикална организација. Значи самиот закон е направен за Во тој дел штрајкот е фокусиран или централна точка за актерство во штрајкот е предаден во делот на синдикатите. Значи синдикатот е тој кој што треба да го организира штрајкот и тој кој е синдикатот е кој што е носител на штрајкот. Но во македонски услови, велам, тоа може во пракса да биде проблем и е проблем, се јавува како предизвик затоа што во одредени компании, особено на пониско ниво, нема синдикални организации, односно нема синдикати. Тоа е едната компонента. А зошто? Затоа што го велам ова, затоа што на друго место во законот се вели дека во колективното преговарање може да се влезе во преговори не само синдикат, туку и работници кои што самостојно се организирале, кои што не се синдикално организирани, но се собрале и влегле во одредени активности за заштита на своји права. Но во делот на штрајкот гледаме тоа е изоставено и нели нормално се поставува прашање, тоа ми го поставиле во пракса и тоа не еднаш. Одредени вработени кои што прашале професоре дали може да штрајкувам сам како индивидуа. Нели едно лице да излезе во штрајк или двајца да излезат да штрајкуваат. По оваа законска определба се чини дека тоа би било незаконито штрајкување на индивидуата, на вработениот. Иако според меѓународните стандарди и според поширокото сваќање за тоа што може се да биде кој да влезе и да штрајкува, да влезе во штрајк, во процедура на штрајк, всушност и се има различни, да речам, се прекршуваат тука размислувањата. Јас сум на линија дека треба сепак да се има малку пошироко сваќање овде во делот на штрајкот и да се размислува дали можеби не само за еден, но за организирање на неколкумина вработени да влезат во штрајк иако не се синдикално организирани. Сметам дека тоа е зрело за размислување во наши, во македонски услови. Секако една индивидуа, еден вработен да влезе во штрајк, според мене како можност треба да се разговара, дискутира, но се прашувам колку не само во македонски рамки, туку и по широки светски и европски рамки сме зрели за такво нешто. Тоа би било една, би рекол, еден значителен исчекор, револуционерен исчекор во однос на сваќањето на самата правна природа на штрајкот. Според мене како дел од концептот на индивидуални човекови права, индивидуални социјоекономски права, би можело да се размислува и треба да се размислува да се дозволи дури и на едно лице да може да изрази незадоволство на начин на кој што ќе штрајкува. Некогаш има па можеме да се согласиме дека некогаш има конкретно е таргетиран еден, да речеме, вработен, му се прекршуваат работничките права. Тој има реална причина да штрајкува, но поради тоа што нели можеби не е дел од синдикат и така натаму, не може тоа да го оствари. А од друга страна нели зборувавме дека самиот момент за докажување мобинг, самата процедура е долготрајна и така натаму и многу често луѓе се откажуваат од процесуирање на тоа. Сега малку го одведов разговорот во... Одлично што го поставувате во овој контекст, затоа што тука сакам сега да го дадам одговорот зошто се смета денес дека една индивидуа не може да штрајкува. И тоа е затоа што се смета дека една индивидуа може индивидуално да ги заштити своите права во работен спор. Се смета дека штрајкот е дел од колективните права на вработените, каде што вработените штитат колективни интереси, колективни цели. Значи не се само за една индивидуа која што е, на пример, како што велите, жртва на мобинг, туку се однесува, на пример, на сите вработени кои што не земаат плата 2 месеци во компанијата. Значи вработените не земаат плата или земаат намалена плата или некои други права им сеускратени, право на годишен одмор или слично, и тогаш имаат право заедно, групно да ги заштитат овие колективни интереси, заеднички интереси на поголем број на вработени, а според нашиот закон, оние кои што се синдикално организирани. Контратезата е дека индивидуата може самата да се заштити во работен спор, да си поведе судска постапка или друг вид на постапка пред инспекцијски органи, па дури пред синдикатот да се обрати за помош и така натаму, за да го заштити тоа лично, индивидуално право од работен однос. Треба да се помести сваќањето од овој концепт на разбирање на нештата во еден поинаков концепт на разбирање на нештата, и тоа е
еволутивен процес во трудот, знаете, и самото сваќање за штрајкот, но и за другите права е подложна на одредена динамика. Трудовите односи се многу динамични односи, Андреј, и не можеме да зборуваме сега за пред 50 или 30 години како нешто што било разбирање и сваќање за одредена трудово-правна појава, да биде тоа и денес. Самите гледате колку е трудот изменет од пред 20, 30, 50 години. Самите облици, самите форми на труд се изменети и следствено со тоа побарувањата за правна заштита, дополнување на правна регулатива, законска регулатива и така натаму. Во секој случај, еве конкретно да се навратиме на оној момент, ако може, со мала девијација од планот. Еве конкретно, бидејќи споменавте дека може индивидуата фактички да си ги заштити своите права, нели? Преку судски процеси и така натаму. Вие сигурно имате и информација грубо, еве да кажеме чисто, колку да ги окуражиме работниците, од прилика во колкав процент тие успеваат да ги добијат споровите во судовите, ако воопшто имате некаква информација, бидејќи претпоставувам дека имате контакт со... Па добро, ги правам анализи и истражувања во однос на судската пракса секако, како што праваме анализи во однос на штрајкот, како се штрајкува, зошто се штрајкува и кои се проблемите, предизвиците во организирање на самиот штрајк, во самата постапка за организирање на штрајкот. Во секој случај, Андреј, и штрајкот и индивидуалниот работен спор, кога се штитат лични индивидуални права на работен, станува збор за спор. Штрајкот па и судската заштита е еден од начините за решавање на трудово-правни спорови, на работнички спорови. Покрај овие два има и поинакви начини за решавање на спорови. Мирни начини на решавање на спорови. Ние ги нарекуваме акциски начини. Значи има тука веќе влегува трета страна во смисла на спор, каде што имаме правна битка за докажување на правата, правна битка во суд или битка на улица со штрајк, зборувам во дворот на компанијата или пред портите на компанијата каде што луѓето штрекуваат. Меѓутоа покрај ова треба да се знае и да се подлече она што многу често го забораваме, а тоа е дека многу е поевтино, поефикасно, подоблесно, на секој начин побрзо, правно издржано мирното решавање на работните спорови и за тоа има посебен закон за мирно решавање на работни спорови преку арбитража и преку помирување, секако и согласно законот за медијација, каде што во членот 1 е наведено дека и работните спорови можат дури и преку медијација да се решаваат. Значи имаме една палета на прво закони, а потоа и на одредби кои што го уредуваат прашањето за мирно решавање на работните спорови. Јас секогаш упатувам да се прво мирно да се реши проблемот. И штрајкот е одраз на неможност за мирно решавање на работен спор, но Законот за работните односи во самото уредување на штрајкот прави една дигресија позитивна, би рекол, со тоа што пред да се одржи штрајкот, предвидува задолжително помирување на страните, односно на синдикатот и на работодавачот, односно организациите на работодавачот. Значи задолжително мора да се направи обид за помирување. Дали ќе биде успешен или не, тоа е сега друго прашање. Меѓутоа задолжително е прво да се почне да се проба да се помират страните, а потоа да се оди на штрајк. Инаку убаво споменавте дека порано имаше повеќе штрајкови. Напротив, јас би се изразил малку по-директно, би рекол дека 90-тите години во Република Македонија, практично 90-тите години беа одбележани од штрајкови. Понатаму веќе се согласивме дека ги снема тие штрајкови, дека барем ги нема во тие форми. Но во меѓувреме имаме донесено нов закон. Дали е токму законот причина за оваа појава? И во контекст на тоа би сакал да прашам, знаеме убаво зошто се одржуваат тие штрајкови во 90-тите години, па може и да кажеме дека дел од штрајковите кои денеска се случуваат се фактички поврзани со причини од токму од 90-тите години, нели зборуваме оние пропаѓањето на гигантите, приватизацијата и така натаму. Останатите штрајкови, еве ако ги исклучиме тие, која е главната причина за нив? Според вашите истражувања, секако. Па во 90-тите години почнало последно прашање, а потоа зошто денеска се речиси ги нема штрајковите.
Всушност, причините ги наведовте и вие. Јас во тој дел немам што повеќе да додадам во однос на 90-тите години, а тоа е дека самата трансформација на економскиот систем во земјата од тогашниот социјалистички општествен самоуправен систем на организирање на самите компании и на економијата во пазарна економија, во капиталистичка економија доведе до одредени флуктуации во делот на економските текови и одредени незадоволства за тоа како се одвиваа процесите, постапките. Во тоа време луѓето излегуваа, штрекуваа, беа незадоволни, искажуваа свои барања, свои потреби, предлагаа како би требало да се организираат одредени трансформации, приватизации и така натаму. Тоа е едната страна на приказката, односно инспирацијата за штрајкови, особено во 90-тите години. Потоа доаѓаме во еден период околу 2000-тата и по 2000-тата, каде што веќе имаме одреден број на штрајкови кои што се израз на одредени незадоволства во веќе трансформирани или веќе приватизирани компании, каде што или сосема приватни нови компании формирани, каде што работените всушност изразуваат незадоволство заради прекршување на одредени права од работен однос, но велам овој бројката на овие штрајкови не е во голем обем, не како оние во 90-тите години. И тоа е логично, и кога би се сега навратил на првото прашање, дали само законот е причина за намалениот број на штрајкови, ја би рекол тоа е една од причините зошто денес нема штрајкови. Втората причина е помеѓу другите и тоа што веќе немаме таков тип на компании кои што акумулираат огромен број на вработени, како што беше тоа на почетокот од 90-тите години при самата трансформација на капиталот во македонската економија, за да се загубари што ги така е, за да се достигне една критична маса на незадоволство и бројност на вработени кои што тоа незадоволство ќе го артикулираат како во вид на штрек. Многу ретки се компаниите кои што вработуваат повеќе од 200-300 500 вработени во Македонија. Ако ја видите структурата на компаниите во Македонија, повеќе од 95% се мали и средни компании. Така што тоа се компании со по неколку вработени, со по само вработени луѓе, 20-тројца до 5-15 луѓе, 20 луѓе. Таков тип на компании реално е дека ние не можеме да очекуваме од тој тип на фирми, на друштва, дека ќе акумулираат таков потенцијал да вработените масовно се организираат, излегуваат на штрајки и така натаму. Секако има и други причини, меѓу другите и самиот општествен контекст, би рекол еден вид на разочараност, апатичност кај вработените, еден вид на притисоци кои што се случуваат од различни страни во самиот начини на организирање на вработените во синдикати, каде што имаме примери од забрана за нивно организирање до стратегии, тактики како да се, не знам, разрушат одредени синдикални организации и така натаму и така. Сето тоа влијае на интензитетот на штрајковите. Но според мене, клучен аспект во оваа фаза од трудовоправниот и економскиот развој на Македонија е што законот за работните односи не дава вистинска реална правна рамка, вистинска можност за да штрајкот практично се употребува за од страна на синдикатите за остварување на своите социоекономски барања. Имено, иако законот е широко поставен и може да кажеме дека речиси за се може да се штрајкува, постапката воопшто не е добро уредена. За да се организира штрајк, истиот треба да се најави и како што кажав претходно треба да се отпочне постапка за мирно решавање на тој спор пред да се настапи да дојде до организација на штрајкот. Меѓутоа правила, рокови, кога, каде, кој, што, нема ништо во законот. Ако го читаме општиот колективен договор за приватниот сектор и стопанството, ќе видиме дека воопшто нема ни една одредба не е предвидена за штрајкот. Дали намерно или случајно, останувам како прашалник дилема, веројатно треба да ги прашам подписниците на тој колективен договор. Не сум успел за тоа да ги прашам, но ќе ги прашам во најбрз рок, можеби дури и денес. Зошто во општиот колективен договор нема ниту една одредба за каде што се доразработуваат законските одредби за штрајкот, каде што можеше нешто да се прецизира. Имаме за мирење, за арбитража, за мировен совет, што според мене е, како да ви кажам, имајќи го законот за мирно решавање на работни спорови, е нонсенс, е навистина непотребна работа да се самиот општ колективен договор овтоварува со такви нешта, но како и да е, така одлучиле такви одредби и внеле социјалните партнери. Меѓутоа, во делот на самата организација на штрајкот, ние немаме одредби и ние всушност во тој дел имаме буквално
поле каде што може да се манипулира, поле каде што може да се злоупотребува, кога немате рокови во кој рок треба да отпочне постапката за мирно да се реши, да се проба да се реши проблемот. Во рокови во кои треба да се определи, например, дали има, а што ако не се појави едната страна на задолжителниот обид за мирно решавање на работи. Не може да му наложите на некој законот вели мора да се проба задолжително мирење. Што ако реално и се случило во пракса, јас познам такви примери, едната од страните воопшто не се појави на закажаниот термин за да се проба да се реши мирно работниот спор, да се избегне штрајкот. Што во тој случај? Дали тука се продолжува рокот, дали ако е од оправдана причина може да не стигнал некој, може би имало сообраќајка по пат па не стигнал во посоченото време, од други градови доаѓаат, од компаниите не се секогаш само на едно место, има и на повеќе места, така да има тука многу нешта кои што отвараат дилеми за кои што јас од пракса сум увидел дека има ситуации и секако оној момент каде што самиот суд може да во итна постапка, првостепениот суд во работни спорови, може да забрани организирање на штрајк ако смета дека не е спротивен на законот. А што е тоа спротивен на законот е прашање. Во услови кога законот не е јасен, кога немаме доволно број на одредби, кога имаме некои општи одредби каде што дури и самите меѓу нив не се конзистентни, тогаш секако дека и судот се доведува во една непријатна позиција да самиот определува сега дали е ова законито, дали не е законито, и може работите да се гледат и вака и така. Тоа ми е поентата, Андреј. И секогаш кога може и вака и така е простор за злоупотреба. Убаво беше токму така. Потенцирано дека оставен е простор за манипулација. Оставен е простор за манипулација, а ова е прилично, па би рекол, се однесува, би требало овој закон да се однесува на прилично сериозна тема. И навистина е интересно зошто не се прецизирани одредбите, ете конкретно за ако земеме предвид, бидејќи сега не знам, јас сум лаик од овој аспект, меѓутоа дали е законот релативно нов или се влече од некој од, да речеме, од поранешната држава, од СФРЈ? Не. Законот е од 2005 донесен, меѓутоа имаше огромен број на измени и дополнувања, во делот на штрајкот ниту една, за волја на вистината, значи немаше тука некое подобрување на законските решенија, но од друга страна оној закон кој што беше од 93-та донесен, а важеше до 2005 година, токму 90-тите години кога имавме најголем број на штрајкови, содржеше подобри одредби, односно ние имавме и посебен закон за штрајк кој што директно, автономно ја уредуваше областа за организација на штрајк. Како посебен закон, ние го нарекуваме правниците lex specialis, кој што ја уредуваше оваа проблематика, оваа материја. Сега, штрајкот е уреден со самиот закон за работните односи, значи направена е, би рекол, една унификација, една кодификација делумна на одредбите кои што се однесуваат на областа од работни односи во самиот закон за работните односи. Таа кодификација секако не е комплетна, меѓутоа имаше за цел да овозможи на едно место да ги најдеме сите одредби кои што се поврзани со трудот, со работните односи, се што не интересира за работниот однос. Очигледно е дека кога се прави таков закон, и законот е и релативно обемен, не е мал закон за работните односи, очекувано, меѓутоа некои области, некои делови во законот бараат подетално разработување, меѓу кои јас тврдам дека тоа е и делот со штрајкот, каде што треба многу попрецизно, недвосмислено да се уреди самата постапка и начините за спроведување на штрајкот. Вака поставен во македонски услови, штрајкот е многу тешко да се организира и затоа, како последица на ова мое тврдење, праксата ме потврдува. А тоа е дека недостатокот на штрајк или терминологијата штрајк во пракса, вие сте медиум, значи ги пратите процесите, ако се сетите, ако направите на промеморија наназад, ќе видите дека вие за штрајк не сте известувале, туку сте известувале за протест. Протест, да. Сега, токму начинот на уредување на штрајкот, лошиот начин, индуцира да во пракса синдикатите, работниците, многу често почнуваат да го користат институтот или правото на протест, кое што не е работничко право, туку е граѓанско право.
Има разлика. Значи секој Така. може да протестира, меѓу кои вработените може да протестираат. Меѓутоа, гледате како животот не можете процесите некогаш да ги стопирате апсолутно колку и да имате лоши одредби. Тоест тие се наоѓаат свој пат кон практичната примена. Кога штрајкот е тешко или речиси невозможно да се реализира во пракса, тогаш се бара друг начин да се друго решение. се наоѓа решение преку протестот и во изминативе години јас гледав многу синдикати кои што протестираат. Така. Кои што наместо да штрекуваат. Значи, тука гледаме дека веќе имаме одредено изместување на целиот систем и добиваме еден квази, би рекол, начин на изразување на работничко незадоволство преку протест наместо да се излегува на штрајк. Имаме генерални штрајкови, имаме посебни видови на штрајкови кои што се на парцијални, на одредени делови од компании, например. Сега да не ве оптоварувам тука. Кај нас дури ни тоа не е предвидено е само штрајк на солидарност. Тоа сам по себе е меѓу, како да кажам, меѓу последните во низата на штрајкови, кои што може да се организира во насока на давање на поддршка на некој друг штрајк во земјата или надвор од земјата. Например, штрајкуваат железничарите во Хрватска и македонски железници во знак на солидарност може да најави организира до дводневен или еднодневен штрајк на солидарност заради колегите, да речеме, во Хрватска. И тоа е, би рекол, оној врв на штрајкови, оној цешката на тортата, на шлагот. Меѓутоа, ние немаме тортата, го немаме ни шлагот. Сме ја уредиле црешата дека ја имаме во приказнава, а другите компоненти ни фалат. Човек кој е поборник на, теории на заговор, може и да си рече дека законот е оформен за бенефит на една од страните. Ваков каков што е. Меѓутоа добро, тоа е некаква си констатација, не морате нормално да го коментирате. Не, ја би сакал да го прокоментирам баш ова. Не се работи за теорија на заговор, Андре, се работи за судир на различни интереси. Треба сите да сватат, кој го сватил тоа го применува многу така здраво, интересно во пракса од социјалните партнери, дека Законот за работните односи е израз на силата и интересите на оние кои што се вклучени во процесот на негово изготвување. Тоа е државата од една страна, од друга страна работодавачите и од трета страна синдикатите. Значи, како се поставени нивниот сооднос на овие три партнера, на крајот резултантата ја гледаме во Законот за работните односи. Така што во некои работи се прават компромиси, негде се наметнува став од едната од страните, секогаш државата, односно Министерството за труд, би рекол, ја има палката и инструментите каде што може да се наметне во процесот на креирање на тие права, па и во делот на тоа како ќе се уреди штрајкот. Ако се сака да се направи подобро законско решение во делот на штрајкот, тоа секако не е невозможно, напротив е многу реална можна потреба која што треба да се артикулира преку правната норма. Меѓутоа, ќе видиме што ќе се случува во иднина во однос на законските решенија кои што се изготвуваат, односно подготовката на новиот закон за работни односи. Па се надевам дека тоа ќе се види да видиме и тука се надевам дека ќе има подобрување. Добро, она што ми е мене фрапантно во целава ситуација е бидејќи законот е таков каков што е, практично се дополнува. Сега конкретно ќе зборуваме за штрајкот. Конкретно за штрајкот нема никакви измени од 2005 па наваму. Нема, не. И немало воопшто иницијатива, зборувам првенствено тука за синдикалните организации, за тоа да се смени, да се дополни, да се регулира, воопшто немало иницијатива за промена? Па, може би да имало некоја, меѓутоа ја не сум ја чул, искрено, и не можам да тврдам, може некој синдикалист ќе ми забележи, ќе рече професоре, јас сум поднел некогаш барање, не знам 2008 или 9 или 15, меѓутоа очигледно и да имало, немало никаков плод од тоа, односно не дало ефект на реална промена на одредбите, односно до прецизирање, дополнување и така натаму. Јас ова сум го зборел. Да, точно. Меѓу другите и јас сум еден од тие кои што зборувал за аномалиите во одредбите кои што се однесуваат на делот на штрајкот во Законот за работните односи. Сум зборел и со синдикалците, сум зборел и со носителите на власта, значи представниците од Министерството за труд и со работодавачите. Отворено сме разговарале и на конференции, и на обуки, и семинари и така натаму, и на некои средби. Меѓутоа, знаете, тоа се уште не дало до финален плод, освен, велам сега, во постапка на донесување на нов закон за работни односи, кој што се изготвува, меѓутоа,
Тоа е се уште на ниво на работен текст. Дали ќе ја види виделината на новиот ден, ќе покаже времето, бидејќи процесот трае веќе подолг период, до сега можеби требаше и да се заокружи, меѓутоа веројатно заради разни околности, политички, економски, здравствени и така натаму, сето тоа сега се пролонгира, па ќе видиме што ќе се случува понатаму. Ве оставам во добро здравје, со добра желба и со секако желба да продолжите соработката со Алфа телевизија. Ве оставам во добри раце, така ќе кажем. И ви благодарам за целата соработка што имавте лично со мене во текот на сите овие месеци. Благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Јас исто така ви благодарам, Андреј, за можноста да ве запознам како човек, како водител, но и да уживам во нашите разговори, да можеме да отвараме теми кои што се навистина актуелни и навистина верувам на еден начин кој што го доближуваме, близок начин до нашите гледачи, да ги објаснуваме проблемите. Лично ви посакувам многу успех, професионално, семејно и лично. Благодарам. И нескромно ќе кажам, воопшто не ме интересира, сметам дека имавме многу добри дискусии. Многу добри дискусии за многу актуелни теми кои се практично блиски до гледачите, блиски до работниците, до работодавачите, до целиот социоекономски пакет, ќе го кажеме така. Се надевам дека е така, верувам. Уште еднаш ви благодарам.